Вие сте заштитник на познатиот случај Кежаровски, случај кој што предизвикал многу реакции како во јавноста од земјата, така и во меѓународно ниво. Веста дека за новинарот Кежаровски ке се пушти дома не радуваше сите како луѓе и пратеници, но овој случај ни отвори многу дилеми и многу прашања. Моето прво прашање за вас, почитуван Јованидис, е дали мислите дека институтот заштитен сведок може да функционира во нашиот правен систем, имајќи го во предвид нашиот менталитет, нашата блискост еден со друг, кога секој го познава секој друг, кога условно кажано сите сме роднини на еден начин. Второ прашање, дали мислите дека казнените политики во законот за заштита на сведоци се превисоки и дека истите треба да се олеснат, ублажат, особено за третите лица, што во Собранието на Република Македонија актуелно пуштена иницијатива за ублажување на овие санкции. И третото прашање е дали мислите дека судските одлуки за притворите се доволно оправдани? Ние сме држава од 2 милиона народи, сите сме втори братучеди или први братучеди или сватови или комшии. А ако уставот од 91 ставивме дека сме сите македонци, без разлика на вера, националност, национална припадност, етничка припадност, че ги немавме ни овие проблеми што сега ги имаме. Ама тоа е пак, ја викам, до пратениците, до политичарите, не до нас експертите. Значи, ја лично мислам дека овој систем може да функционира во држави кои што се територијално големи и со многу поголеми народи. Ова е закон, вајде донесен по порачка за задоволување на европските директиви или амерички директиви или не знам чиви, политиката не ја знам, но лично сметам дека не е добар. Он треба да пружи заштита на секој сведок, без разлика дали е заштитен или не. Дали е онда андеркавер, дали е загрозен сведок, зашто има разлика, заштитен, загрозен. Заштитен е тој што направил со договор со полиција, дека се согласил да биде, има посебно тело у служба у полицијата која прави тие договори, да биде заштитен сведок во полицијата, да му дава нов идентитет, ново се, ново место на живење. У време кога Кежаровски одговара, тоа лице не е заштитен сведок. Тоа го знам изворно од предметот, бидејќи ја го бранев таму судијата на Врховен суд во пензија Борис Николовски, кој го судија по закон кој што не постои. Бидејќи 2011 кривичниот закон ја кажа да ја менјат. И е променет членот кој што го судеа, они го судеа. Како адвокат и бранител напишав до сите институции, затоа викам и до јавниот обвинител, бидејќи судот и јавниот обвинител се ставија над закон, што е недопустиво. Но, казната која што изрече, мислам дека е превисока. Ама било минимум 4 години. Какви 4 години да се ублажува казна? Може да се ублажи? Зашто че превисока? Па чланак објавен пред 5 години, ти го судиш после 5 години, уводиш постапка и истрага, притвор и судење после 5 години. По тој чланак сите го забравиле. Ако не беше судењево, прво, ја никад не бев чул за Томислав Кежаровски. Немаше ни да чујам, ни да разберам. Ни ќе разбереше, ни комшиите ќе разбере, не дека имал 2 чланка тогаш објавени. Па што прави државата? Јавниот обвинител тогаш треба да покрене постапка. И тогаш да го суди. И судот да го тогаш тера постапката. Јер, у овој предмет, он што објави, она што напишано у судски записник. Нема име и презиме.
Значи, дискутабилно е. Но и третото прашање беше за притворот, дали е оправдан, не е оправдан, како оправдан, па затоа има, па овој Крос го фатија као странец у Америка. Го ставија во притвор и му определија куќен притвор, сам да плаќа хотелот и обезбедувањето од Њујоршката полиција. Странец. Не председник на овако беше, на Светската банка, на која беше? Мислам, општ познат случај. Штрос-Кан. Благодарам. Значи, одма најдоа мерка, бре. Зашто да го храниш некого? Па притворот е 24 сата. Не е 12 сати. Ноќ има. Не е само ден. Треба да се подзамисли секој кога определува мерка притвор или кога продолжува мерка притвор. Иначе, законот може да го тумачиме. Точка 1 бегство. Секогаш постои шанса да кажам сака да бега човекот. А нема каде. Ама ако не сака да бега. Благодарам.